80% од имателите на овие акции се постари од 50 години. Младите луѓе во земја како економија со ваков стандард немаат многу вишоци. Не е ни предизвик за младите и што можат да инвестираат помасовно во македонски акции. Ако една индивидуа вложила пред 10 години, да кажеме, во МБ10, колку е реално разликата што може да ја направи? Ако некој пред 10 години вложил, не знам, 5.000 евра, 10.000 евра, 430% ќе му се зголемиле во овие 10 години. Пари. Треба да има. Не сум твој тип, јас знам, ама нема да пропуштам прилика, јас не сум твој тип, јас знам. Што го врти светот? Оваа сезона за последен пат го поставуваме ова прашање на нашиот денешен соговорник Иван Штериев, директорот на Македонска берза. Дали светот го вртат парите или сепак тие ги вртат само берзите? Дали сепак љубовта е најважна, како што ни одговорија најголем дел од нашите соговорници? Ке зборуваме главно за собственоста во некој од најголемите компании, како таа се менувала изминатите 30 години. Зборуваме за оние компании кои котираат на македонските берзи и за акционерите во истите. Дали повеќе граѓани на почетокот пред 30 години биле собственици во компаниите или пак се денеска собственици. Меѓутоа и за тоа дали би имале повеќе средства доколку би вложиле во американската берза или пак во македонската берза пред 10 години. За сите овие прашања ќе дадеме одговори во разговорот што следи, затоа што вие имате право да знаете за компаниите кои јавно котираат и секако имате право да вложувате во истите. Слушнете нешто повеќе од разговорот, а на крај, знаете, ќе уживаме во прекрасна македонска музика. Здраво, Иван, што го врти светот? Па светот го врти човечката амбиција, стравување и фрустрација. Добро. Сега ќе ти поставам прашање со или, те молам пробај да одбереш. Ајде. Храбра одлука или длабинска анализа? Длабинска анализа. Секогаш, тоа и го очекувам. Работа рано наутро или доцна навечер? Доцна навечер. Добре. Како и на Wall Street што гледаме дека по цели денови работат луѓето. Викенд без телефон или летен одмор без интернет? Летен одмор без интернет. Интересно. Конективити мора да има. Да, телефон само, оној најстариот модел, најубаво. Книга или филм? Книга. Добро. И NBA или Лига на шампиони во живо? Лига на шампиони без дилема. Добро. Да почнеме малку да зборуваме за темите врзани со она што значи берзата кај нас. Веќе има сериозни години, децени. Оваа година правите 30 години. Па да, фактички за многу кратко, за неколку недели од сега, ќе го прославиме 30 години од прв ден на тргување, што ќе каже дека и берзата веќе не е млада толку институција во Македонија. Таман. Па да, убави години. Во убави години, во најубави години со 30-тите. Сега колку созреа берзата во овие години и каква е свеста ева и кај јавноста за тоа што значи берза, за тоа што значат акции, хартии од вредност. Има ли разбирање за основниот принцип дека практично да имате акции некаде, да имате собственост некаде и тоа е возможно, речи си за секого? Па да, тоа е добро воведно прашање. И еве, во подготовките за емисијава, нели, разговаравме да не одиме премногу со бројки, но сепак прашањево ме мотивира и ме инспирира и некои бројки да споделам и со вас и со публиката. Сакаме ние тука бројки. Бидејќи тоа ќе покаже, нели, некоја состојба моментална. Ке зборуваме, претпоставам, за берзата како институција и дополнително, абсолютно. Така да сега околу свеста е и како, нели, посебно физичките лица ја гледаат берзата во Македонија. Па еве неколку бројки што не сум сигурен колку се вака масовно познати во нашата средина.
Во Македонија во моментот имаме нели една институција, таа е сестринска институција на берзата, Централниот депозитар за хартија од вредност, таму се води централизирано во дигитална форма евиденцијата за собственост на сите иматели на било која хартија од вредност. Еве ние ќе ги анализираме акциите како највака распространети и познати. Најпопуларни, да. Значи во моментот физички лица иматели на акции во Македонија има нешто над 60.000. И тоа не е голема бројка. Ама не сме ни голема држава. Но ајде вака, кога почна пазарот на капитала, нели 30 години берза, ние се основавме 96-та, депозитарот е основан 2001 година, имаше некој процес кој ние акционерски книги што претходно беа у фирмите, па некои директори знаеа да ги кријат и така натаму. Тие сите отидоа во таа централна институција во депозитарот и тоа беше голема добра реформа што се направи. Тогаш првите бројки на број на физички лица акционери во Македонија тогаш првите неколку години се движат околу 180-190.000. Така да фактички за некој четврт век, 25 години, бројот на физички лица акционери во Македонија намален за 3 пати. Ова не го очекував искрено. Тоа има своји логични последици, затоа што нели почнало од акционерските друштва се создадени од приватизација и нели во приватизацијата имаше оние разни модели каде што помасовно се креира акционери. Со тек на време очигледно тие акционери продавале, беше таа фаза на концентрација на собственост и така натаму. Сега сме во една фаза последниве, да речеме, 10 години, кога се појавуваат нови купувачи, но бројката е намалена. Сега дај да ставиме таа у контекст со овие некои меѓународни текови. Цело време се намалува или има некоја пресвртна точка каде што пак има година? генерално намалување како Да. тренд. Но ова не би бил најсеопфатен одговор. Ајде да видиме што значи ова визави нели светот, визави Така некои е, други. секогаш сакаме за светот. Да, некои слични Да, земји, поголеми, помали и така натаму. Партиципацијата на населението во чувањето и имањето на разни хартии од вредност зависи дали станува збор за овие многу развиени земји или тие нели во развој, што се земји, порано беше така терминологијата, англиски е полесно нели developed или developing economies. Сега во државите што се зрели пазарни стопанства, оваа бројка на колку физички лица имаат некакви холдинзи, дали се тоа акции, дали се фондови и така натаму, се движи помеѓу 30 и 50%. Ако ја ставите 60.000 кај нас со населението по последниот попис, нели под 2 милиона и така натаму, неполни 4%. Значи ние сме Со многу далеко со од развиените. развиените земји. Но со овие земји со Во кои е логично да се споредуваме, тука бројките се движат помеѓу 5 и 20%. Значи ние сме тука на онаа долна граница на овие земји, значи не е нешто што е изненадувачки, што е само кај нас и така натаму, но тоа дава, да речеме, порака сите овие институции што се грижат за пазарот за капитал, па ако сакате и државата во некои развојни политики, дека треба ова да го има во предвид. Особено зашто бројката на старосна структура е интересна, ама верувам дека за тоа ќе имаме посебни Ќе прашања. зборуваме колку младите и како Да. гледаат на вложувањето во акции конкретно и на тргувањето на бирза, ама мене ме интересира зошто ова се случува кај нели помалку развиените земји. Особено еве кај нас, на пример, ако ги погледнеме компаниите кои што котираат на бирзата, тоа се релативно стабилни компании, сите финансиски извештаи мора редовно да ги објавуваат и така натаму. Дали тука постои пак голем страф од ризикот што бирзата го носи, па некако бидејќи во дел од развиените земји, тоа е начин да вие заштедите за пензија, да вложите во нешто за понатаму. Не од денеска за утре најчесто. Па во овие анализи на разни општествени појави, економија, финансија нормално, сигурно не е екзактна наука, секогаш е одговорот во комбинација на различити влијанија и фактори, само да докажем. Но од друга страна во тргувањето на нашата берза со години наназад, значи ова до сега што зборев е во сопственоста на сите акционерски капитал на ниво држава. Во тргувањето па од друга страна носечки се физичките лица. Значи последниве години уделот на македонски физички лица, значи на македонските граѓани во куповната страна на прометот на берзата
некои години одеше и до 70%, измеѓу 60 и 70%, што е многу високо и е на ниво на овие земји во развој каде што има најголем удел на физички лица. Така да, Значи тие кои што почнале да тргуваат се активни. трендот е фактички позитивен. Иако имаме намалување на вкупната бројка, но во активното тргување, тоа што се случува секој ден кај нас во нашиот систем за тргување, доминираат физичките лица и тоа е добар тренд. Сега, значи трендот е добар, проблемот е во големината, во бројките. Значи тие 60-70% што го чинат нашиот промет не се во десетици и десетици илјади, туку се зависно од периоди, од години, најчесто во илјади. Така да, сега вашето прашање е зашто нема повеќе. Па прво нема повеќе затоа што сепак сето тоа е поврзано со севкупното богатство на земјата, односно сведено на ниво на поединец, оној фамозен GDP per capita и колку имаат луѓе вишоци кои можат да ги одвојат. Нормално знаат повеќето дека можете да тргувате и без вишок, туку да идете со заем и така натаму, но тоа не се препорачува и тоа има големи ризици. Значи нема толку вишици, луѓето едноставно на индивидуално ниво и тоа што ќе го имаат како заштеда е мало или дури кога го имаат, еве да речеме, знаеме, тоа македонскиот граѓанин во недвижен имот, оваа класа, по стручнава терминологија, но ја пробувам да го прилагодам речникот, имате тие класи на имот каде што можете да вложувате, ние сакаме опиплив, недвижен имот, па макар бил тој стан скап или ми е поред втор или трет и така натаму. Тоа е едната причина. Другата причина е таа финансиска едукација. Сепак сме ние општество кој има берза 30 години и да подсетам, земја која е една од ретките во регионот која на оваа територија никогаш претходно немало берза. Никогаш. Да. Во овие другиве соседни земји, пред Втората светска војна, пред комунизмот имало, па има можеби некоја генерацијска меморија, можеби на некој таван, некој нашол некоја стара акција од баба, од дедо или имал некој муабет за тоа, така да овде слушал и тоа е доволно. Така да таа прва генерација која се стекна со акции у приватизацијата, тие ги доби така некако одеднаш, повеќето од нив ги продадоа, некои у лоши тајмези, некои у подобри тајмези. И сега новата генерација допрва треба да покаже и ние сите да видиме и да придонесеме тоа да биде подобро, кај ќе иде акционерството у Македонија. Колку покажуваат младите, баш дискутиравме претходно, нас не следи баш таа група на гледачи, да кажеме особено на интернет, кои што сега треба да почнат да ги носат одлуките за тоа каде ќе вложуваат, како ќе штедат и така натаму. Често се информираат за тоа од инфлуенсери на интернет, меѓутоа колкав е интересот така и нив, особено што сега имаме информации како да кажеме во Америка луѓето штедат, како низ Европа. Голем дел баш во развиените економии, кажавме, дел од доходот си го вложуваат во некаков тип на акции. Како е во Македонија? Дали овие 25, 35, 40 години луѓе си вложуваат во акции? Па, ќе кажам и тука нормално некоја статистика, бидејќи таа е секогаш добар одраз што е вистинска состојба и не е добра ситуацијата, нема тука никаква масовност, но токму ваквите емисии и воопшто сите чинители у тој некој најширок, да кажам, екосистем кој треба директно или индиректно се грижи за развој на пазарот на капитал, треба да го имаат ово предвид и ние нешто и као берза иницираме, пробуваме да направиме и така натаму. Затоа што пазарот на капитал, ќе дојдам до процентите на учество на млади и така натаму, не е нешто што у суштина треба да интересира само берзата или само брокерите и така натаму, бидејќи да се подсетиме, или еве на некои што не се многу завлезени во оваа проблематика, да кажеме дека целата идеја на пазар на капитал е да постои можност фирмите да се финансираат настрана од банкарскиот капитал и настрана од сопствено финансирање и преку пазар на капитал. Учество на млади и така натаму. Овие бројки што ги кажував за моментално акционери во Македонија 60 нешто илјади и така натаму, старосната структура е следна. Над 80% од имателите на овие акции се постари од 50 години. Мислам дека бројката е 83%. Ова не го очекував. 83%, значи само 17% се помлади од 50 години. Мислам дека во оваа
деценија од 30 до 40 години се уште 10%, што ќе рече дека до 40 години во моменталните акционерски друштва во Македонија има само 7-8% акционери. Што покажува дека прво, што е сосема природно, младите луѓе во земја како економија со ваков стандард немаат многу вишоци, а и да ги имаат, животната фаза е таква што има други приоритети, или стамбено прашање, автомобил, па ако сакате и некој друг тип на разоно да младите нормално сакаат патување и така натаму. Но исто така, како што сите знаеме, јас имам синови во таа генерација измеѓу 20 и 30 години, не е ни предизвик за младите и што можат да инвестираат помасовно во македонски акции. Зошто? Некако е очигледно Тренд, фенси, тоа сакам да кажам, зашто... да купите Nvidia, да купите Tesla, Apple, можеби кога ќе излезете навечер, нели на пијачка, ако кажете дека сте купиле некоја македонска акција, не е тоа нешто достигнување. Брат, имам акции во Apple. Па веројатно и така натаму, што е природно. Светот покрај некои сега други политички мега трендови сепак е се уште глобален. И со либерализацијата на девизниот режим во Македонија од 2019 година може секој да купува. Тоа го памтам и сакав да прашам дали влијаеше тоа веројатно на оваа млада генерација која одеднаш може секаде да купува. Имате неколку, пак онаа комбинација, неколку фактори што се поклопуваат. Еве конкретно кај нас за младите да можат во странство. Прво, тотална либерализација, со години не можеше. Второ, со пандемијата, глобално многу повеќе инвестициски платформи се формира, ала Robinhood, не знам, Interactive Brokers и така натаму. Дел од нив со екстремно ниски трошоци, некои дури без трошоци, трансакцијски, затоа што немаат други бизнис модели, што нели мали пазари не може да ги направат. И во светски рамки, учеството на овие millennials, генерација Z и така натаму, во ново отворените налози за тргување е огромно, најмалку пола промет, 50%. Во така нареченото, сега морам по некој стручен термин да употребам, во така нареченото дневно тргување, тие така наречени day traderi, а тоа се нели инвеститори кои во еден ден сакаат да најдат ценовни флуктуации, да купи и да продаде у исти ден и така натаму. Овие генерации се максимални. Тие гледано у теорија на пазари се и добре дојдени до некое ниво, зашто ствараат ликвидност, ностоп има некој да купи и така натаму. Така да, ова се состојбите и младите се малку присутни на нашиот пазар. Ние као македонска берза, тоа го имаме забележано више подолго време, користиме секоја прилика, вклучително и ваков тип на јавни настапи, да ова го искомуницираме и намерно го зборам на некој начин, затоа што акција за ова да се смени треба да биде на ниво на малце по-широк тој екосистем. Не е ова само нешто што може берзата, затоа што едукација и промоција, со ќе завршам ново прашање, е многу проблематична затоа што изискува финансирање за кампањи, едукација и така натаму веднаш, а многу долгорочен е повратот од таа условно инвестиција и затоа е најдобро да се сподели меѓу повеќе заинтересирани страни. Држава, институции на пазар на капитал, брокери, банки. Ако ги гледаме американците што прават, па тука пола Холивуд имате филмови со брокери, имате, не знам, најразлични романтизации на берзата како таква и одеднаш нормално луѓето се заинтересирани за тоа. Мајда малку, иако е тоа спротивно на моите уведување, да го тргнеме пиерот и трендовите на страна. Ако една индивидуа вложила пред 10 години, да кажеме, во MB10 или во S&P 500, колку е реално разликата што може да ја направи со тоа што пред 10 години и не можеле да вложат во S&P 500 заради што немаше можност легално тоа да се направи. Морам да кажам дека го посакував токму ова прашање, а не бевме договорени, затоа што логично.
ценовните движења на нашите главни акции на македонска берза, тој индекс МБ10, што се состои фактички од 10 главни најтргувани компании во Македонија што се на берзата, од кои се 5 банки и има уште 5, нели, фармација, производство и дистрибуција на нафтени деривати, угостителство, телеком и така натаму. Сега, тие збирно има некоја методологија за тој индекс и така натаму, кој сака, нели, од гледачите може на нашата веб страна да ја погледне. Ако се гледа на 10 годишен период, што го спомнавте, е над 400%, 430%, мислам дека е пораст на цените на индексот. Што ќе рече, ако некој пред 10 години вложил, не знам, 5.000 евра, 10.000 евра, 430% ќе му се зголемиле во овие 10 години, во 5 години, еве, помал период, ајде да речеме, да фатиме од пандемија. Над 20.000. Ако купил пред 5 години, негде околу 113%. А ако ги земете големиве светски индекси, баш пред некој време за некоја друга работа, правевме некои анализи на работа, нашиот индекс од прилика е еквивалент на Насдак индексот, а Насдак, за тие што не знаат, е втората најголема берза во Америка, каде што пред се тргуваат овие технолошки акции. Значи, ако сакате да купите, нели, и Google, и Apple, и Amazon, и Nvidia, и Tesla, Nasdaq, значи, тој е индексот, и Standard & Poor's 500 се тие главни, ама се, значи, нашиот индекс е отприлика како недобриот американски индекс за 10 и за 5 Ова години. што е фенси на кафе да се каже. Значи можело и овде. Сега друга работа е, нели, разноразни перцепции, не е исто сепак на македонска компанија и американска, ама перформансите се исти. Од ова што сега го разговаравме до овој момент, гледам дека друга професија тешко дека доаѓа во обзир, ама јас да се прашам, ќе направиме една, да кажеме, мала игра, односно неколку професии јас ќе прочитам и ќе ми одговориш дали би ги работел сигурно, ако не беше ова што си, можеби или никогаш. Може? Само со еден дисклеймер, 4-та генерација економисти сме у фамилијата, но ќе ја прифатиме играта. Ова како со докторите, не сум слушнала некој вака на економија да гледа, добро. Адвокат. Да. Режисер. Да. Добро да ова со стресот ќе одговара и таму. Сомелиер. Па повеќе на страната на тој што пробува, а не тој што е активен. Добро. Водител на квиз. Да, така. Добро. Книжевен критичар. Да. Политички новинар. Да. Ова може економски Да. теми, инфлација. Многу одбравте така со да што одговарам. Случајно Да, или не. интересни се. Да. Капетан. Не. Еве не. Еве не. Вака аде во Македонија. Фудбалски селектор. Како мал да, сега не. Психолог. Не. Да, тоа е секоја чест. Поздрав до психолозите, ни требате. Радиоводител. Па, така. Со микрофонот сега, вака може би да. Сега, сакам да се обидеме во следнава дискусија, да ги опишеме некои работи со само 3 збора. Добро. Не е лесно, ама да се обидеме. Твојата работа. Или работата на Многу ја сакам. Да, точно 3 се. Совршен одмор. Книга и море. Ова и го броиме како Да, зборче така во реков, случај. Да. Добар лидер. Знае да слуша. Кога е човек точен со бројки, точен е со бројки, па макар и Добро, морам придавки, малце добавки, да бројам, да. Ложден. Врне и студено. Добро, Со добро е сврзнициве се снајдовме. кога е со време поврзано, да, апсолутно. Пари. Треба да има. Треба да, апсолутно треба да има. Стрес. Ќе пројде сигурно. Скопје. Мој роден град. Точно. Обично за Битола, ама сега што е тука. Се го уклопивме, да. Младите денес. Брзи и непредвидливи. Така е. Супер. Ке видиме. Значи, вака би сакала на крај да завршиме во насока на технологијата,
затоа што тоа ни е некако лајт мотив и на она што го носи новото време и новите технологии. Вештачката интелигенција на големо влегува во сите сфери, па и во финансиската. Може ли да направи добри предвидувања или се уште човечкото око е подобро? Зборувам за тргување на берза и слично, за пазарот. Па добро, таа веќе почнува масовно да се инкорпорира овие големите инвестициски банки, веќе максимално. Например, една од работите кои што многу е инкорпорирана е тие пишување на тие долги документи кои се издаваат, нови хартии од вредност, така наречени проспекти кои порано ги правеа не знам колку тимови од адвокати, економисти, не знам колку недели и чинеа многу, сега тоа многу побрзо се случува. Па видите, на крај не треба да забораваме дека барем сегашните модели на вештачка интелигенција ги црпат информациите кои претходно се уште воглавном ги креирале луѓе. Така да нивна моделиве многу побрзо го прават тоа што најдобрите луѓе го правеле поспоро, па колку биле успешни добрите луѓе, сега за пократко време вештачката интелигенција ќе го дава истиот, а веројатно и подобри аутпути, зашто може нели да процесира многу ствари, да ги анализира и така натаму. Светот ќе се менува со вештачката интелигенција. Сигурно, ама има работи што се човечки, а тоа се овие одлуки што ги зборувавме околу излегување на берза, општествени движења и слично, и тоа ќе си остане да влие. Ја би рекол, тука со психологијата у сите сфери, тука не сум сигурен, иако веројатно некои модели ќе научат да ви прават муабет као психолог, ама сепак немајќи ја емотивната интелигенција, не сум сигурен колку тоа ќе биде, кој што треба. Одлично, се надевам дека малку повеќе сите што не следеа до овој момент, веројатно и сакале да научат повеќе за берзите, за пазарите на труд и за тебе, за тоа што имавме и лични прашања. Да. Така што верувам дека тие што не следеа до тука се задоволни и научија многу повеќе од она што почнав. Се надевам дека беше интересен разговор за вашите гледачи и благодарам на поканата. Се гледаме повторно. Изминатава сезона снимивме на вистина прекрасни музичари. Извонредни музичари кои доаѓаат од Македонија, создаваат најразлични жанрови на музика, која што звучи на вистина светски. Верувам дека вреди ние пред се како публика и како јавност да си ги знаеме и познаваме сопствените музички имиња, да ги знаеме и новите музички надржи, но и сето она што го создаваат оние кои оставиле трак на оваа сцена. Секако не ни беше доволно, би снимале уште многу музичари и се надеваме дека ќе имаме можност тоа да го направиме во некоја следна сезона. Имаме буквално цела Excel табела со музичари кои за жал не успеавме оваа сезона да ги снимиме, но се надевам дека повлековме чекор и дека нашите колеги од сите медиуми ќе продолжат да го следат овој пример и во живо да ги представуваат најдобрите музичари од земјава од сите музички правци. А до тогаш ве оставаме да уживате со дел од нашиот музички избор за оваа емисија. Следната емисија ќе слушнеме уште многу повеќе, а секако сите настапи во живо, вклучително и целосните настапи од оние музичари кои сега ќе ги слушате, може да ги најдете на нашиот YouTube профил. Уживајте, дечки! Раз, два. Како спијам во твоите скутови, јас фантазирам. Ме предизвикува да далечина, јас фантазирам. Вечерно небо и полна месечина, јас фантазирам. И дури не успеам да те имам, фантазирам. Не сум твој тип, јас знам, ама нема да пропуштам прилика, јас не сум твој тип, јас знам. Не сум твој тип, јас знам, ама нема да пропуштам прилика, јас не сум твој тип, јас знам.
не ме следај, фантазирај. Не бари пичи назад, да си одиш, пробај, фантазирај. Вечерва јас сум само твој, ајде, фантазирај. Не сум твој тип и јас знам, нема да пропуштам прилика. Не сум твој тип и јас знам. Не сум твој тип и јас знам, ама нема да пропуштам прилика јас. Не сум твој тип и јас знам. Не сум твој тип, јас не сум. 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 Не сум твој тип, не сум твој тип, јас знам. Сегде сум, само не сум тука. Присутна и отсутна во исто време лутам. Животот што го нацртав, сега сакам да го избришам. Не сум веќе фан на истата фантазија до вчера што ја сонев и откаев, кој да знам дали подобро гледам или останав слепа. Трчав да стигнам таму кај што не ќе. Почеток на август, секогаш сум тажна. Мирисот на дрвјата ме тера да плачам. Потсеќа колку фали тој што го нема. Сигурна сум дека така остава траг. Телот мене немам, грлото ме стег. Ума збунете, има осило што прета. Веќе не ми смета. Морето ме тера да мислам работи што немаат смисла. Морето ме тера да пеам, дури кога мислам дека гласот ми го снема. Морето ме тера да мислам работи што немаат смисла. Морето ме тера да пеам, дури кога мислам дека гласот ми го снема. Морето ме тера да мислам, морето ме тера да мислам. Морето ме тера да мислам, морето ме тера да мислам. Морето ме тера да мислам работи што немаат смисла. Морето ме тера да мислам. Чекай. А не знам ова везе. Која везе? Добар ден. И то е сам, и то е сам. Звезда ми кажува, го мачи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене да застане сред улица и до небо да викне. Шо пеам? Доле пеам и горе. Признавам, не можам без
тебе, не можам без тебе. Во добро уби ме, но не оставај ме. Ајде сега ти. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. И то е сам, Не го знам текст. и то е сам, ветрот ми шепоти. Го следи се, што рековме, му доаѓа да заплаче и нему како мене да застане сред улица и до небо да викне. И признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. По-добро уби ме, но не оставај ме. Оваа сезона сакавме да ја завршиме со среќни вести, со среќни информации, онака како што се потрудивме и да ја почнеме. И целта на Што го врти светот е да воведе позитива во етерот. Но сепак не можеме да молчиме и да останеме слепи и глуви кон она што го гледаме и слушаме. Изминатиот период навистина слушнавме за многу жени жртви на домашно насилство. Како жена, меѓутоа и како медиумски работник, не можам да си дозволам да не го адресирам овој проблем. Ве молам, како институции, особено оние кои што не следат од истите овие институции, време е сериозно да се зафатиме со семејното насилство. Жртвите мора да бидат заштитени. И тоа не е нешто што само по себе ќе се реши. Институциите мора да се вмешаат и да ги заштитат жртвите. Не е прв пат да се случи нешто вакво и да заврши со фатални последици, како што слушавме изминатиот период, како што слушавме со примерот со жртвата од Велес, да заврши со убиство, нешто кое што било насилство, кое траело и било континуирано пријавувано во полиција и во надлежните институции. Се надевам дека конечно на овој проблем соодветно ќе се реагира и одговара. Ние мораме да застанеме едни за други и да се поддржиме во победувањето на семејното насилство и заштитата на жртвите од истото. Би сакала да додадам тука дека сите жени кои што трпат каков било тип на насилство, треба да се охрабрат и истото да го пријавуваат и до институциите, и до блиските, и до пријателите со цел барем да бидат на некој начин заштитени. Ваквите случаи, каде што полицијата не реагирала соодветно и навремено, можат да ги обесхрабрат идните жртви да реагираат. Меѓутоа, тие не смеат да го направат тоа и ние како жени, како здруженија, како јавен сектор, како медиуми мораме на секој начин да застанеме за жртвите и да ги штитиме. Тоа е она кое што морав едноставно да го кажам пред крајот на оваа емисија, затоа што едноставно нормалниот разум не ми дозволи да молчам за тоа. Оваа недела се надевав дека многу попозитивно ќе ја завршиме, но навистина време е гласно и силно да се говори за овој проблем кој не бира ниту по раса, ниту по возраст, туку се случува на ниво на целата држава и многу жени и деца се жртви на истото. Ве молам да направиме се во наша моќ оваа пракса еднаш за секогаш да заврши во нашата држава. За крај, ја завршуваме на овој начин оваа наша емисија. Се потрудивме и ќе продолжиме да се трудиме да даваме позитивен поттик и на добро да го менуваме општеството преку Што го врти светот и преку се што работиме во Здруженијето Змај.
и јас како медиумски работник. Секако телевизија Телма, кои не поддржаа, континуирано известуваат за сите прашања и ве повикувам без разлика дали сме ние тука или не да продолжите да ја следите оваа телевизија која што изобилува со одлични водители, новинари, колеги и соработници. Секако, доколку не ви е доволно од што го врти светот, ќе имаме многу нови свежи содржини, но може да се ги повторите и оние кои што досега сме ги објавиле. Имаме стотици објавени видеа на нашиот YouTube канал од оваа и претходните сезони. Не заборавајте да стиснете subscribe за да не поддржите и да го гледате сето она што сме го создале. Одете и на нашиот Instagram и Facebook профил и стиснете follow. Тоа ни значи затоа што знаеме дека сте зад нас. Имаме стотици илјади прегледи на голем дел од видеата. Веќе се собираат заедно и стануваат милиони. Знаеме дека не гледате и дека не следите. Ова е еден мал начин и гест да не поддржите. Ние многу ве сакаме и се надеваме дека наскоро во некој различен или ист формат ќе продолжиме да се дружиме. Се најдобро. Чао, чао!